лоша одлука. Добро вечер, почитувани слушатели. Вие го следите најновото издание на емисијата Филибастер. Наш вечерашен гостин е господинот Александар Пандов, председател на Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН. Добро вечер, господине Пандов, добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Најпрво да започнеме. Вчера на ваша иницијатива се одржа еден протест во Штип за поддршка за затворените за 27 април. Кои се вашите цели, имате ли план како ќе се развиваат работите во иднина? Да, Предраг, ти благодарам за поканата во твојата емисија. Ви честитам со работа на Радио Лидер и посакувам успешна работа. Јас прв пат доаѓам како гостин кај вас. Она вчера што се случи беше собир за слобода. Собир за слобода на уставобранителите, патриотите, кои што се, според мене и според веројатно најголем дел од македонската јавност, тотално неправедно осудени. Да подсетам, тие се осудени за тероризам и како такви беа 30 и нешто луѓе кои што беа судени. Да подсетам дека 15-тина од нив со одлука тогаш на заевата во минатиот состав парламент беа амнестирани, половина останаа затворени. Мислам дека 17 или 18 луѓе се останети во затвор и нивните затворски казни се на 12, 15 и 18 години затвор. Ако тоа не е политичко судство, ако тоа не беа политички процеси во кои што на најбрутален начин ја промовира својата сила, својата моќ, Заев и неговите бандити кои што го обкружуваат, јас не знам друго што е. Да подсетам дека за ист таков случај сега Дејан, како се презиваше човекот, во Шведска доби човекот политички азил. Зошто? Затоа што во Шведска, која што е полноправна членка на Европска унија, досудија таму Врховниот суд пресуди дека тој човек ако биде екстрадиран во Република Македонија, политички ќе биде осуден. Тоа се случи и со Врховниот суд во Грција. Повторно да потенцирам дека тоа е полноправна членка на Европска унија. Говорам не само јас како Александар Пандов, туку и ВМРО и секој еден слободумен човек кој што си ја сака Република Македонија, јасно ни е дека тие луѓе се политички осуденици и не бараме ние милостина, нити тие, нити ние. Ние бараме едноставно да има ново судење во кое што ќе биде фер и праведно судење. Ова што беше претходно не беше нити фер, нити праведно судење и поради тоа се вакви казните. Јас верувам да има ново фер и праведно судење дека тие луѓе ќе бидат ослободени од било каква вина. На крајот од денот и да постоело некаква вина, Предраг, 4 безмалку четвртата година ја тераат во затвор се луѓето. Тоа е не премногу, него тоа е, повторно ќе речам, терор. И при тоа да потенцирам дека тоа вчера исто го говорев пред затворот во Штип. Значи во најцрното време, на минатиот век, на Јозеф Сталин, двајца сведока биле потребни за да бидете осудени. Во дадениот случај, со еден сведок тие луѓе заглавија по, повторно ќе речам, онолкави долгогодишни казни. Од тука верувам дека притисокот политички, кој што, затоа што е политичка пресуда, мора да постои. Од друга страна, ние ќе продолжиме со барањата начини и правно, но и политички, да тие луѓе час поскоро бидат ослободени. Она што јас сум безмалку 100% уверен, дека кога би дошло до промена на власт, дека за многу кратко време би започнал некој нов процес. Сега јас правно до толку не можам да ги, но сум разговарал со правници, со адвокати, со луѓе кои што го познаваат правото и они тврдат дека постојат X елементи како може да се повтори тој случај. Налик на судењето што беше монструм или како се нарекува оние убици кои што ги убија момцине во
во Стајковци кај езеро, Смилковско езеро. И тоа е тоа, едноставно ние нема да застанеме. Вчера беше прв таков протест, меѓутоа ќе има и понатака, не како патриотски институт, нема само тоа да го правиме. Меѓутоа како патриотски институт и јас како политичар, едни од главни приоритети кои што ми се е да се изборам тие луѓе час поскоро да бидат на слобода. Еве, доколку не успеете да издействувате тука, со оглед на политичките околности, дали, ако се земе во предвид дека има одлука, ги напоменавте Шведска, има одлука и Грција, дека се политички монтирани случаи, дали правдата ќе се бара меѓународни инстанции? Сигурно, јас она што го знам предрак и самите луѓе кои што се сега затворени, нивната намера е таква. И во Страсбург сигурно они би го добиле случајот. Меѓутоа, да не се чека, тоа се исто, не се процеси кои што би биле за недела, 2 месец, 2, него години треба да поминат. Мислам дека постои и можност и начин и во Македонија тоа да се реши. И повторно ќе речам, затоа што се политички затвореници, политиката мора да прави притисок врз актуелнава власт на Заев да тоа така биде решено. Ако не биде тоа така решено, на промена на власта, тоа сигурно така ќе биде. Вчерашниот ден, покрај вашиот протест, го одбележа уште еден друг настан. Тоа беше изборот на старо-новиот председател на СДСМ, Зоран Заев. Он беше единствен кандидат, немаше ни против кандидат. Никако во ек на пандемија, денте имаше 25 починати, денеска има 30, последната недела ден има 120 починати. Од каде е нужноста, потребата да покажува сила председателот на СДС и премиер? Истото се случи и при неодамнешното гласање за доверба на владата во собранието. Значи, се нема бројка конкретна на пратеници да се обезбеди кворум за важни закони за држава, меѓутоа кога доаѓаат оние политички моменти за покажување сила, тогаш тоа мора да се спроведе. Јас искрено ти кажам, не го гледам тоа баш како покажување сила. Обратно, покажување сила на сопартијците. Може на сопартијците, меѓутоа тоа е покажување страв според мене. Да виш од нигде никаде вие да ги после неколку месеци да успеете да ги соберете пратениците за да вас ви изгласаат, а колку се 4-5 месеци поминати од кога е он реизбран као втора влада ова што му е, да ги свикате пратениците само за да ви изгласаат вас доверба и веќе наредниот ден да не можете да го свикате тоа собрание, покажува каква власт имате и колку имате вие моќ, колку вие контролирате, затоа што на крајот од денот, да, вака се поставени како што се поставени во Македонија работите. Меѓутоа владата е избрана од собранието. Собранието е најмокното тело во државата, затоа што ние сме парламентарна демократија. Пратениците се тие кои што ги гласаат министрите, не се министрите доаѓаат, бараат, ги молат пратениците да им изгласаат ово или оној закон. Не е обратно. На крајот од денот пратениците се народните избраници. Ние на сите парламентарни избори излегуваме и нашиот суверенитет им го пренесуваме на нив, па они подоцна гласаат. За несреќа, помина изборите на 15 јули онака како што помина, меѓутоа Заев има нефункционална власт сега, има една крајно клиентелистичка влада, етнички поделена, имаме ние, како се викаше, вице-премиер, како го нарекуваат Артан Гру... Прв вице-премиер, кој што најкомотно им ја зема најубавата зграда, еве го сега шета навака натака по светот со наши народни пари, не со пари на Косово. Лобира за Косово и лобира за етнички да излезат на попис македонските граѓани, државјани на Република Македонија кои што се. Значи, и неговиот исто нивниот најголем министар кој што е Бујар Османи, истото тоа го прави, повторно ќе речам, не со пари на ДУИ, него со пари од буџетот, со мои твои пари, шета по светов и лобира етнички, повторно проалбански. Тоа е нефункционална влада, половина
Нешто министри, директори се од ДУИ, иако ДУИ има само 15 пратеника да подсетам во собранието, тоа е едниот дел. Вториот дел, ради сите корупциски афери. Пазете, има валјда и во тоа СДСМ, па и некој нормален човек таму, некој чесен човек, некој кој што ете по уверување бил социјалдемократ. Кога тој гледа како нивниот довчерашен генерален секретар во влада, а и понатака секретар некој во кабинетот на Зоран Заев, најбрутално краде и брца во джебот на народот. Што прави човеков? Као нешто, како се викаше, пронаоѓаш бил, пронаоѓа некој софтвер, тој ист софтвер од позиција на пронаоѓач, на истиот тој Драги Рашковски си го продава од позиција на генерален секретар. Кражба невидена. Значи најселјачки што може да краде човек, око да не му трепне, Треба ли да се оди на одмор у Мексико? И на сето тоа е уринирање. На сето тоа ние вака затворени со сите овие услови ковид какви што ни се, он ни кажува, дечки, па видете бе, роден ден е на сопругата, треба ли да ја испоштуем? Ја си ја однесов жената у Мексико, зошто? Затоа што на Booking му било многу ефтино, картите биле многу ефтини, хотелите биле многу ефтини. Абе, си играат, се спрдаат со извинување на слушателите и на гледачите со народот. Тоа е, значи, можам да ви правам што сакам. И не се за мали пари. Таа Инвеко или како и да му се нарекува фирма, која што 2 недели после изборна влада Предраг си ја регистрирал ликов, 400.000 евра има фактури наплатено од буџетот на Република Македонија. За некој софтвер ваков или некој софтвер онаков. Она ние кој што само се говори се 80.000 евра или колку и да се за некој софтвер кој што ништо си седи на хард диск, сега тука дали седи или во влада седи, не е во функција, не потребен. Уште околу 300.000 евра фраеров си има наплатено. Со 400.000 евра Мексико, па реално ти е ефтино. Односно, кај да отидеш ти во светов со 400 кила во джеб, односно на картици, или како и да ги има, малку ти е, ефтино ти е. И сега, тоа не е тоа е еден дел. Тука е чист криминал. Апаши се. Ти пази со Венко што се случува. Го имаш најфлагранти фатено како плаќал 12 милиони евра ги кажуваат, вратени се тие пари. Не постои некаде, ја барем не најдов таква информација дека на $30, што не се 30 евра, али еве, $30, кинеска вакцина не е платена повеќе. По пресметката за 200.000 вакцини, Филипче и Заев, а не може да не знаеле, платиле 60 и кусур долари по една вакцина. Е сега, во ваква, повторно ќе речам, криза, тоа по дефиниција е воено профитерство. Тоа за таков криминал во некои други држави и во некои други времења се стрелале луѓето. Тоа е погнасно, по нечовечки не постои. Со такви луѓе обкружен, Зоран Заев јасно му е дека на луѓето кои читаат или за оној Љупче Николовски, исто, као путер наоѓа, а таа информација ли ферува, значи, веќе фатено тоа. А си лежи ликов во Дубај на плажа, си чисти прстињата од песок. Ние во ваква криза и повторно ќе кажам, повторно будали не прават, глупаци не прават со 30 кила путер, месец дена што му поминал рок, тоа го направил. Министер за корупција е тој. Предраг, тој не е било кој лик. Као некој Елиот Нес го представува, дека сега со него ќе биде надмината корупцијата. Ние од 62 во наводници режимот на Груевски место, дојдовме до 111 место по Transparency International, дека сме толку многу корумпирани. И такви примери може да се бројат. 3 емисии малку ќе ни бидат, Предраг. Ако е тоа така, тоа значи дека и тие, повторно ќе речам, не секој таму сега во СДС зима така, не тие во можност, веројатно па и не се до сите до толку корумпирани. Тие луѓе не име право тоа што го гледаат.
На Заев му е јасно, од тука го направи оној вчера циркус, да он, како единствен само кандидат, излезе и да ги тера уште луѓено во ваква ковид криза да излегуваат да гласаат. Да напоменам Страшно. само дека беше на еден начин беше злоупотребен целиот државен систем, вклучувајќи ги и училиштата каде што имаше гласање, домови на култура каде што имаше гласање. Тоа нас ние секојдневие Министерот за здравство кој што имаше постови на Facebook, Да. се сликаше како гласа за својот партиски лидер. Цела влада беше ставена во функција на партиски избори во ден кога имаме 25 Види, починати. ете го тој го спомна Венко Филипче, наместо да брка вакцини, наместо да гледа нешто да направи го здравството, тој вчера имаше некој статус напишано срам ме изеде мене што го читав. Срам ме изеде што го читав. Фала ти Боже што ете ни го даде, ни го прати. Генерации и генерации на македонци чекале. Човекот што ќе донесе промената. Чекале Зоран Заев да дојде. Да, сигурно на него драматична промена финансиска му има направена. Веројатно он за овие неколку години има, тој Венко Филипче, да се подсетиме, месец дена не беше министер, го фатија како прави мести тендер од 37 милиони евра за некои реагенси, за не знам некакви тестови, му ја даде на фирма 2 месеци регистрирана претходно, детиште некој од 25-6 години. Тоа е истиот тој Венко Филипче. Венко Филипче кој што го за да ги мотивира луѓето да се вакцинираат, као наводно го вакцинираше неговиот внук на игла со капач. Абе лажови до тука бива. Преваранти, кошаплери, измамници што ги нема на светов. Ти кога си со такви луѓе окружен, нормално дека ти е страв во партијана дека може да ти се кренат да, иако сега сите тие се задоволени, секој ден што бил погласен е ставен, кој пратени, кој директор, кој овде, кој онде, но тој револт и тоа незадоволство што од резултатите кои што ги спорачуваат, пошто не се буниме само ја и ти што немаме вакцини. Вајда се бунат и на нив не име право што морат по 3 маски сега да носат и да живеат онака како што живеат. Конечно еве ќе дојде ќе запролети маце, ќе сакаш негде да мрднеш, ти реално како стојат сега работиве, ќе мора да бидат луѓено вакцинирани. Ние нема да можеме да претнеме од Македонија. Кај сме вака како што сме, да човек да сака да отиде, нема да може од Косово, од Србија, нема да не пуштат негде подалеку. Тоа се носи да имаме вакви вчерашни циркуси од избори. Па ја, пази, сум 70-тите години. Пред распадот на Југославија, дали беше 88-89, во рамки на комунистичка партија тогашна, има избори луѓено. Па секој еден граѓанин можеше да гласа за едниот или за другиот. Една партија била. Меѓутоа имаше двајца кандидати. Како се викаше едниот Ставрев, другиот беше Тупурковски. И прво гласање мене реално ми е тогаш. Ние говориме сега дека после 30 и кусур години во рамки на една партија овие прават и као нешто се како им беше во саботата болните им гласа, па не циркус, невиден циркус, но тоа мислам дека си прави он само полошо и полошо само и за него и за собствената партија. Еве покрај сите атрибути што ги кажа, тука е нели онаа листа на Transparency International каде што сме 111 по корупција, Економист сме хибриден режим. Како една таква власт што е рекордер по корупција е оставена да ги решава најважните процеси во држава. Тука вклучително и оној договор со Грција, меѓутоа и овој последниот со соседна Бугарија, каде што се потпише еден договор, па анекс, па имало документ, па немало, на крај се испостави дека е испратен документ. Ја губиме историјата како предмет. Вие сте го предводите Патриотскиот институт, сето она што сте го учели и вие и ние, нашите потомци нема да го учат. Младината нема да го учи. Со овие договори. Види, тоа е логично да тргнаа они кон историјата. Јас тоа години на назад го говорам, Предраг. Историјата е наука која што не учи што сме биле,
а од нејзе учиме, од минатото учиме и за иднината. Сега, ако на еден народ му ја избришеш историјата и новите генерации учат некоја, не знам, дека тие луѓе биле јапанци, децата ќе веруваат во тоа дека се јапанци. Кај мене X луѓе, не можат Александар да не сменат тек толку така. Да, мене и тебе кои што сме го поминале образовни процес, нема да не сменат. Меѓутоа, новите генерации ќе ни ги сменат. Сега, Предраг, јас без малку имам 50 години. Човечки е да се бориме и јас верувам дека ќе се пребориме со ова зло. Ова е зло кое што сега владее со Македонија. Национално не бришат, а економски што не позадолжија, а и здравствено што ни гине народов. Меѓутоа, она што мене посебно ме боли е националниот момент. И до нас, до секој еден македонец не говорам само по род, македонец као граѓанин на Република Македонија, кој што си ја сака останокот на оваа држава, треба да му биде јасно дека оваа држава без македонци нема да обстои. А тоа е тоа што нас Зоран Заев ни го прави. Нас со договорот со Грција ни е избришана историјата до 6-тиот век од пред новиот век, значи говориме дека до 6-тиот век оваа ера ни е целата поклонета, ние немаме никакво право на антика, на било кој античка Македонија да спомнеме. Дури повеќе и сега, ако најдете да некој артефакт... споменици од хеленистичка култура. Така е, таблики им ставаат дека се од хеленистичка култура. Но, она што е уште поопасно, е од 6-тиот век се тргува со Бугарија дека без малку ние сме еден народ и се оди на нивната стратегија, на нивното мото, така да речам. Еден народ поделен во две држави. Зоран Заев дури повеќе даваше изјави токму во овој правец, дека ние сме еден народ, дека имаме ист јазик, дека имаме иста заедничка историја, дека бла 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 бла. Сето тоа, он и на сила нешто сега, ако успее во нареден период да протурка, треба да му биде јасно не и на него и на било кој останат дека со доаѓањето на ВМРО на власт, дека сето тоа ќе биде поништено и дека тоа нема да биде прифатено како такво. Како стигнавме до тој степен, влада, што е според сите меѓународни институции препознаена во светот по коруптивни скандали и афери, да преговара за македонски национални интереси, можам слободно да кажам да тргува. Знаеш како е дојдено до тоа? Тие што во голема мерка му помогна и кумуваа до тоа да дојде до промена на власт 2017 година, им беше пошто зошто потребен лик таков како Зоран Заев. Тоа сигурно е внимателно избран тој човек без кичма, без образ, без морал, без ништо, човечно онака као вредност, човек кој што безпоговорно ќе прифати она што ќе му биде дадено да се потпише. И од тука ќе речеш па дали до толку нас македонците не сакаат. Не е дали не сакаат или не сакаат. Нивниот интерес бил таков. А Зоран Заев беше тука да им го спроведе. И тоа го направија со договорот со Грција. Мислам дека во договорот со Бугарија самиот чин што е Зоран Заев, бугарите го злоупотребија, сваќајќи и они правејќи психолошки профил од тој човек, дека тој нема линија на отпор, дека нема што не би прифатил он за да... Се е ствар на договор. И дека се е ствар на договор, и дека нема околу некое прашање околу он што не би се испазалил. И тоа е нивни вековен сон. Значи, јас многу пати го имам ова говорено. Уште со настанувањето на таа Сан-Стефанска Бугарија, која што траела, пази, 1878 година, само 2 месеци. Тој сон до ден денеска го живеат. Дека за таа голема Бугарија, која што има делови, најголем дел од територијата на етничка Македонија и делови од Јужна Србија имаат. Делови од сегашна Грција. Делови од Македонија, но сега кои што припаѓаат во Грција, од Беломорска Македонија. Сега,
национален празник, она што ни е на нас 2 август, на нив им е 3 март. Денот кога е потпишан тој Сан Стефански договор. И тоа генерации и генерации политичари нивни, кога била ретко кога била Бугарија нешто многу силна држава, но кога нешто малце од малце биле пово можност да го истакнат тоа нивно гледање на историја кон Македонија, кон се го правеле. Сега начекаа село без кучиња и воопшто не чуди сите овие нивни шовинистички барања. Тоа се шовинизам што прават. Оние изјави кои што ги даваат Каракачанов, Захариева, разноразни европратеници или какви пратеници што им се таму, тоа е шовинизам према нас. Болното е, Предраг, што никој, ама баш никој од луѓето кои што се платени, повторно ќе речам, од буџетски пари, министри вакви, министри онакви, односно актуелната ни власт, не брани. Ние Бучковски. Ние заработува човекот 1000 евра месечно имал хонорар. За да преговара со Бугарија. Ке види они делови некој ќе испреговара со бугарите. Си имao стари муштери, стар муштери е нивние, он купуваше за останати делови од таму. Не се. Мислам не се. Тоа е со такви ликови ете фатено да како тој ќе преговара. Значи тој човек треба да има кредибилитет, морални норми некој. Заев си ги бира луѓено, јас тоа самиот почеток го говорам, налик на него. Таков како што е он, да подсетам, аболициран е за, како се вика, за глобал, за 8 милиони евра, аболициран е 1 евро за вицето, 1 евро за црквата, со мито бишкарникот, тоа му е, значи он и претходно правел такви работи, значи тоа повторно таа кацарска која што, пази, доколку е скапан системов кај нас. Кацарска која што го ослободува и не наоѓа корупција и криминал за Заев за 1 евро вице, 1 евро црква, истата таа кацарска ги суди патриотиве и уставобранители што ги зборевме за 27 април на по 18 на по 15 години и сходно на тоа, таа иста кацарска се судика во Уставен суд. При тоа, самиот Уставен суд, Предраг, и укина на незе пресуда таму нешто адвокати казнуваш. Или да се доврзиме. Затоа што, како се вика, се презиваше судикава сега, што ја разрешија, како се презиваше судикава што нели Лаличич. Затоа што казнила некој судија, се обжалува, ја повлекува пресудата. Затоа ја разрешија од судика. Оваа 20 кацарска адвокати казни. Не ја повлече казната, на уставен и паѓаше, стана уставен судија. Нели е јасно тука што се случува? И нити срам, нити перда, така си тераат. И они, се изнаредиле сега, тој Маричич, министар за правда, овој пак ќе го спомнам, Љупчо Николовски, мој до мојега наредени таму, си лапаат плата, си тераат, си бркаат тендери, ништо, никакво испорачување. Зашто зима, Љупчо Николовски 6 месеци, што реши он? Што направи он? Што неговата плата и тие во неговиот кабинет, со што ја оправда? Има ли еден случај? И ние кога говориме, Предраг, молам, Путерот. Ние кога говориме за корупција, ние не говориме корупција да бркаат уште кој Миле да го бркаат или не знам кој од ВМ. Па корупција сега може актуелната власт. 4 години се на власт, Предраг. Они од овие 4 години да не им излезеше она за Лидија Димова, ние немаше и таа не сум ја видел ја во судница нешто дека ја е осудена или нешто. Еден случај нема во кој што е умешан и онаа Ременска. Нема друг. А криминали. Корупција и корупција врви. Да не говориме, пази, имаат они 50 градоначалника, не знам колку ама 50 на градоначалника. Сега пази, статистички е невозможно сите тие да немаат никаква грешка направена во овие 4 години. Има ли, освен Боро Малборо, некој друг
градоначалник сме слушнале или дека е фатен за ова или за он? Нема. И нема ни да има. Нема ни да има, затоа што тие си се сложни браќа. Затоа што тоа е као фамилија, као Коза Ностра име на нив. Овој ептен пукаше Боро Малборо, пукаше на граница и тоа со полиција се пукаше. Го осудија пола година или година условно, што ќе рече, значи, ако повторно се пука, тогаш само би имало санкција према него, тоа е условната него. Не знам и што го направија, па сега нели марихуана му дале фарма да има. Ширење на дејност. Мафија. А овој си се однесува као Дон Корлеоне, као Дон баш. И сега еве, као на филмови, предпоставувам вече синоќа, како доаѓа вчера им беше гласањето, веројатно кај него во кабинет влегувале и онака им убасувале рак. То така функционира таа организација, СДС не е Получени од минатото. да. А има они и на бране му бацуваа рак. Види, кратко е уште нивното. Предраг, премногу политички писмен е овој народ. Премногу беше под пропаганда во таа 2014, 15, 16, 17 година и дојде до тоа да и во еден заев премногу беше оцрнета негатив, која велам пропаганда, црна пропаганда против ВМРО. Премногу имаше во тие години. Не дека сега ја нема. Меѓутоа, мислам дека доволно време помина за да на луѓето апсолутно им е јасно за какви ликови сега раководат со нашата држава. И зошто се сите овие од национални, здравствени, економски катастрофи. Дали само корупцијата е главен проблем, што еве пример да земеме. Власта наша во моментов може слободно да се каже дека е на некој начин е меѓународно изолирана. Таа поддршка што имаше годините на назад Зоран Заев, некако со оној скандал и афера Рекет, па наваму, кулминираше до тој степен да ние сме сега како држава, најмоќните држави во свет. Ние немаме амбасадор во Вашингтон, немаме амбасадор во Москва, немаме амбасадор во Обединетите нации. Безбедносни сертификати не даваат на никого за во НАТО. Имаме кандидати, имавме за во Вашингтон, не ги враќаат луѓе. Што е тоа што се смени во меѓувреме? Дали е предвестник некаков да еве заедно со локалните избори во октомври би се одржали предвремени парламентарни? Пошто очигледно дека овој систем веќе не е одржлив. Јас искрено верувам во тоа дека Зоран Заев ќе биде доведен во ситуација да мора да даде и предвремени парламентарни избори заедно со локалните избори. Инаку, враќање на фрчко онака ногирање од страна на Вашингтон, а не може појасен сигнал да ти биде дека со такви лустрирани луѓе кои што шурувале со каквити не служби, нема шанси да го дозвола да им се пикне таму по Вашингтон да терат човек. Ти имаш друга ситуација во која што прејасни сигнали од типот ние на глава ни беше качено. Конечно добивме столче во НАТО. Конечно добивме столче во НАТО. Тоа столче ни седи празно. Зошто? Затоа што повторно секој еден што го праќаат, да, тој може кај Заев да помине Шекеринска, меѓутоа не може да помине таму. Не може да помине таму. Прејасно станува дека тие сигнали не се случајна работа и јас повторно ќе ти кажам, не само што ќе ги има и верувам дека ќе ги има тие предвремени парламентарни избори заедно со локалните, туку и дека катастрофално ќе биде поразен Заев и неговите политики. Верувам дека ние ќе станеме, ако продолжи ваквото владење на Зоран Заев, велиш корупцијата. Корупцијата е рак рана на едно општество. Ако е корумпирано едно општество, стана делото во општество. А тоа е тоа. Ти си правно несигурен. Тебе некој мокни како вие сега што ги зборуваме. Може со белешка сега. Белешка да издојствува од АНАБ, пошто и тоа е партиска, таму исто партиски човек си ставија. Белешка да излезе, и јас сега кога ќе излезам тука од радиото, да ме приберат, да ме однесат во притвор. Такво општество живееме ние. Орце Камчев така беше прибран. Затоа што
се говори, сега не можам да тврдам јас, меѓутоа оној сопругот на Ременски, дека он си ја пишува белешката, една го орце во притвор. Нити имало зошто, нити имало како. Во такво едно корумпирано општество тоа може да се случува и луѓето не сакаат такви работи. Или оние тепањата во Струмица што ги гледавме. Не сакаат луѓето едноставно, мислам дека им се огадени веќе СДС и јас сум, повторно ќе ти кажам, искрено верувам дека во Македонија ќе се случи македонска во буквална смисла на зборот македонска политичка пролет, која што ќе го донесе Зоран Заев еден убав сончев пролетен ден, мај-јуни, да го видиме заедно со председателот на ВМРО Христијан Мицкоски како излегуваат од клубот на пратеници и не соопштува дека се договорени заедно со локалните избори да имаме и парламентарни избори. Затоа што гледај сега ти, пази во каква банана ние држава живееме. Не треба ние на народов сега ја ништо ново нема да кажам дека за одредени избирачки места, не велам секаде, меѓутоа на одредени избирачки места ние сме имали изборни циклуси или референдум, кај што за 2 секунди, за 4 секунди се гласало во одредени периоди. Тоа значи дека таа кутија била, тоа избирачко место, кутијата била полнета со гласови. За да се стопира тоа, да нема таква работа, најдобар е отисокот од прст или фингерпринт, како ги нарекуваат. Мали, ништо посебни се тие. Почнат само да им сечат прсти се. Мали се апаратчиња, од овие се може да се очекува. Апаратчиња во кои што ти ќе го оставиш својот отисок на прст, она што досега ни го прават. Не прскаат нели со некој спреј, ќе оставиш отисок на прст, готово, завршена работа. Ти нема да можеш на друго место да гласаш. Сега, во закон е тоа внесено, Предраг. Не е тоа са јас и ти велиме, така ќе се реши да нема полнење на кутиите. Не го сакаат, него се прават и СДС, и ДУИ, да тоа не биде на овие локални избори. Ако тоа биде така, а не добијат заушки малтарки, ако не добијат и клоци од меѓународна заедница, знак прашање е дали ќе се одржат тогаш тие локални избори. Затоа што веќе преку глава е да мојот глас и твојот глас е еден човек еден глас, а на некои други ликови еден човек 10 гласа да му вреда. По кој основ? Повеќе плаќа данок од нас? Каде го има тоа? Пошто тука е суштината. Ние 10 луѓе треба да излеземе. Сега еве и од луѓе во техника и едно и друго, 10 гласа да излеземе да гласаме, некој таму ќе си ја наполни кутијата, не 10 столивчиња ќе стави. Тоа не се случува се уште во Република Македонија. За да тоа се стопира, треба да има фингерпринт, а тоа Заев сега и Ахмети се прават да го избегнат. Спомнавте дека сме банана држава, еве како пример. Сите оние кандидати што ни беа за представници во НАТО, нели генерали, официјални и воени лица и цивилни лица, односно цел оној кадар на постоечкава влада, 90% од нив ни беа вратени како безбедносен ризик, сите се компрометирани од странски служби. Таква ни е власта сега. И мене тоа воопште не ме чуди. Ти, мислам, таму нема чесен човек еден. Говориме за сега, НАТО, за алијанса, што ние како држава го сменивме името за да влеземе. Парадоксот, тоа сакам да ти го кажам. Парадоксот до тука е, во тоа е најголем. Ние бевме уверувани дека треба да биде променето името и уставот на Република Македонија. Зошто? За да обезбедиме и да бидеме ние на аставот со останатите НАТО земји. Нашето столче сега таму седи празно. Пази, устав сменивме, ја прекршивме државата, што не направија? Имено меѓу другото и ради тоа, меѓу другото и ради тоа 27 април се случи. Ние ни го сменија името, ни го сменија уставот, не може да испорачат еден човек таму. Значи, едноставно сме неприфатливи за тие луѓе. Тие луѓе не сакаат да седат со нас на маса. Не, како македонци дека не сакаат. Не сакаат само и само заради тоа што
тие луѓе се, претпоставувам, соработници на други некои служби, непријателски служби на НАТО. Еве конкретно за какви форми на притисоци очекувате за престојни избори. Ако земеме предвид, денеска ќе ви дадам пример, општина Бутел има распишано за привремени вработување ќе одвојат 400.000 евра. Не е една општина, сите општини го прават тоа. Дали масовно се спрема нов подкуп, закани? Тоа да немаш никаква двојба. Говориме за огромни суми на Да, тоа да немаш никаква двојба. Општините си се онака си функционираат. Па ти Мерко колку потрошил 37.000 евра за кафани и без тромка срам. Ти кажува јадев со сила, демек за да трошам. Тоа јаделе негови пријатели, негови роднини, од неговиот кабинет. Тоа е така јадено. И тоа е се, ја и ти го плаќаме. Предраг, тука е парадоксот, што ова кој го слушаат, кој го гледаат луѓето, што мислат дека тој Мерко мене ме крадел? Не краде сите нас. Со тоа такво однесување не крадат сите нас. Сега, кога говориме за подкупи такви, тоа повторно говориме дека од наши заеднички пари крадат сега овие апаши и делат на одредена категорија на луѓе кои што они ценат дека ќе им дадат нив глас. Тоа го прави сега и во минатово го прави Заев. Тоа го правеше минатана година пред парламентарните избори. Значи како он ќе добиеш? До души короната многу им помогне. Меѓутоа, ние како политичари, како политичка партија ВМРО, она што го знаеме, гласно го кажуваме, го предочуваме на граѓаните. На крајот, они се тие кои што, ако им излезат во доволен број, не постои таков подкуп, кој што може против народ едноставно. Јас мислам дека такво време доаѓа, кога Зоран Заев и СДС му се дојдени преку глава на народот и народот најбрутално ќе ги казни на наредните избори. Еве, вие како представник на вашата политичка партија... А сите овие, извини, тоа да не ги лаже Господ. Тоа да не ги лаже Господ дека краделе и дека готово, после тоа не важи. Тоа се ќе ве забржа. Дебело ќе си одговара. Врзувате да по промена на власта ќе се направи ревизија на се она што е правено перед. Како нема да се... Ајде да симплифицирам. Да. За 4 години, по 4 милиарди евра годишно, тоа се 16 милиарди. Заедно со општините доаѓаме до сума 18-19 милиарди евра потрошени последниве 4 години. Дали е подобрен животот на се? Каде се потрошени тие пари? Проблемот, знаеш каде? Говориме за милиарди. Така е. Јас знаеш во што го гледам. Ти спореди ги, еве, владењето на Заев и владењето на ВМРО. Колку со помали буџети се правени работи, колку еве во Скопје колку булевари се направени, колку улици, колку институции се изградени во Скопје. Една посочи ми која што Шилегов има направено во овие 4 години. Не постои таква. Како не му е жал на крајот од денот? Пошто пази ти да бидеш градоначалник на Скопје, вистински голема функција е тоа. Голема, народот ти доверил да бидеш татко на овој град. Големината на тоа е што ти повторно со народни пари. Меѓутоа можеш да направиш одредени убавини за овој град, кои што години после тоа ќе велат Предраг ги направил, Пандов ги направил. Што ќе кажат луѓето за Шилегов? Еве Шилегов бил градоначалник на град Скопје. Што ќе каже, еве, има деца ли е, внуци утре ден Господа му даде? Со што ќе им се пофали? Што направил он за овој град? Лажеше, ќе правел универзална сала, ќе ја правеше, па ќе ја рушеше, па не знам што, па ќе правеше тунел низ низ Подкалето. Зиплайн, ваковлайн, ништо. Еве, една некој потек да направил, споменик нема. Тоа е исто и со овие. И тука е страшно, ти тука ја гледаш корумпираноста. Дека многу поголеми се буџетите сега, многу повеќе пари се потрошени, а нема
Еве конкретно не можеме да видиме во што. Премиерот вели дека за првите 4 пакет мерки државата потрошила 1.300 милиони евра. Неговиот министер Бектеши вика ние за 4 мерки потрошивме 350 милиони. Каде се 900 милиони евра? Види, Согласно расходите во буџетот, тие пари се потрошени. Гледај за каква апашана зборуваме ни. Делеа пари од Европска унија. Србија доби 12 милиони евра. Македонија доби компер. Така? Да. Така. Зошто? Затоа што Никола Димитров излегува и ни вели домакинска била владата и потрошила само 7 милиони евра. Гордана Кочовска, мислам дека се презиваше. Па на глава и се качи на жената, ради имале они проблеми со короната, ради волку милиони ке дале, оноку милиони. Колку од тие, значи, они потрошиле само 7 милиони. Заеми умеѓу време, над милиарда евра земаа. Предраг. Сега зема уште 700 милиони евра. И каде се тие пари? Колку од тие пари реинвестира они? Колку една монтажна болница не можеа да направат, Предраг. И сега, па да се вратиме на парите. По таа аналогија на нештото. Они велат 30 милиони Македонија требала да потроши за да добие 700.000 евра. Или во превод 40 пати од она помалку од она што си потрошил. Србија за да добие 12 милиони евра, 480 милиони евра ли потроши во првите само 3 месеци зборуваме од ковид кризата. Не, него Александар Вучич као председател на Србија го гледаат као кредибилен и као пријателска земја третираат Република Србија, нас не гледаат као од Африка да не гледаат, па можда и ќе се сожалеа. Гледаат дека има корумпирана власт која што и 10 евра да им ги дадат, ќе си ги поделат едно за овој, друг за оној, за од тие 10 едно нема да остане за народот. Или еве ајде едно ќе дадат. Тоа се сигнали. За жал ние трпиме од тие сигнали, меѓутоа, као што еве зборувавме за Фрчко што не е у Вашингтон, тоа е минус за нас како македонци што ние немаме политички представник во најмокниот град во светот. Немаме ние, пази, патем кажено, немаме ни во Бугарија, ни во Србија. Да. Што ни се соседни држави, што ни се стратешки важни. Без разлика Бугарија како ни се односите сега во моментов. Меѓутоа се водат исклучително сензибилни, страшно им важни за нас како Македонија преговори, ние немаме таму амбасадор, пошто амбасадорот па ќе не информира што се прави таму. Нема ништо од тоа. Тоа е се оставено на Заев, онака, сам да си ги брка тие работи. Во ред, Пандов, ти благодарам за вечерашното гостување. Беше чест што беше наш гостин. Ти благодарам, јас да си го фаќам патот на Газелени гол, колку е часот? 9:06 минути. Ја мислам како ме слушаат, ме чекаат на него да разгрзни за... Ќе стигнеш на време. Да. Поред ти благодарам Ти уште благодарам еднаш. за поканата, супер беше. Јас многу пријатно се чувствував во студио. Се надевам дека повторно ќе бидам поканет. Фала ти. Тоа беше последното издание на емисијата Филибастер, техничка реализација Димитар Ѓураковски и Мартина Костадинова, Радио Лидер FM. Следете го и веб сајтот lider.mk. Имајте убава вечер.